Почитувани дами и господа, почитувани сограѓани и гости, почитувани присутни, добар ден и добре дојдовте на свечената седница на Советот на општина Неготино, која традиционално се одржува по повод празникот на општината 8 ноември, денот на ослободувањето на Неготино. Во име на општина Неготино ви благодарам за вашето присуство на седницата и одвоеното време, да ја проследите истата по повод 77 годишнината од ослободувањето на нашиот град. Ја повикувам председателката на Советот на општина Неготино, госпоđа Роза Јаневска, да ја отвори свечената седница и да ги поздрави присутните. Повелете. Почитувани сограѓани, почитувани гости, добар ден. Ми представува посебна чест и задоволство да ја отворам свечената седница на Советот на општина Неготино по повод 77 години ослободување на Неготино и во оваа прилика би сакала да ги поздравам присутните гости на свечената седница. Го поздравувам градоначалникот на општина Неготино Горан Стојанов, членовите на Советот на општина Неготино и општинската администрација. Ги поздравувам актуелните пратеници од општина Неготино во Републичкиот парламент, поранешните председатели и градоначалници на општина Неготино, како и поранешните пратеници во Републичкиот парламент. Ги поздравувам градоначалниците од соседните општини. Ги поздравувам членовите на општинската боречка организација на Сојузот на борци од Народно-ослободителната борба од Неготино, продолжувачите на нивните дела, членовите на семејствата на паднатите и починатите борци, како и загинатите бранители. Ги поздравувам представниците на Македонската православна црква, на Оделението за внатрешни работи Неготино и армискиот полигон Криволак и представниците на стопанството и граѓанските организации од Неготино. Истовремено ги поздравувам и сите останати гости кои со своето присуство ја збогатија оваа свечена седница. Како и претходната година, поради присуство на ковид пандемијата, меѓу нас тука не се присутни представниците на збратимените градови со општина Неготино, како и представници на општините со кои Неготино има остварено долгогодишна соработка. Почитувани присутни, предлагам со едноминутно молчење да им одадеме почит на сите загинати борци во НОП, починатите борци, лицата кои ги изгубија животите во војните на ексију просторите, како и на загинатите бранители во воениот конфликт во Македонија во 2001 година. Слава им! Почитувани сограѓани, како што сите знаеме, овој советнички состав е на самиот почеток од својот мандат. Во тој контекст, она што сакам да го истакнам е дека, како председателка на Советот на општина Неготино, во наредните 4 години се залагам за професионално и правично работење на Советот, за взаемна соработка и комуникација помеѓу сите советници во Советот на општина Неготино, взаемна соработка и комуникација со градоначалникот и со општинската администрација, взаемна комуникација и соработка со сите субјекти во општина Неготино, почнувајќи од бизнис заедницата како основен двигател за развојот на општина Неготино, граѓанскиот сектор кој застапува одредени групи на граѓани и различни сегменти во заедницата и сите други останати граѓани од Неготино и од населените места во општина Неготино,
без оглед на нивниот социјален статус, без оглед на нивната верска, национална, родова или партиска припадност. Воедно, сакам да потенцирам дека сите иницијативи и одлуки произлезени од Советот на општина Неготино ќе бидат во интерес на сите граѓани на општина Неготино. Ќе бидат во насока на решавање на нивните проблеми и во насока на задоволување на нивните потреби. Мојата заложба е овој совет да работи транспарентно и отчетно, при тоа подигајќи ги стандардите на повисоко ниво во неговото функционирање. Кога велам повисоки стандарди во неговото функционирање, пред се мислам на тоа на што поголема вклученост, партиципативност на граѓаните во процесот на донесување на одлуки и почитување на домашни и меѓународни документи и конвенции, како на пример Архуската конвенција. На тој начин би се избегнале носење на непромислени и избрзани одлуки кои се на штета на граѓаните, кои впрочем, како примери, ги имавме и во минатото. Во оваа прилика, исто така, сакам да истакнам дека првата иницијатива која ќе ја покренам во рамките на Советот на општина Неготино ќе биде пренамена на средствата за репрезентации наменети за Советот на општина Неготино и истите тие средства бидат искористени за општо добро на сите граѓани, секако во договор со градоначалникот и останатите советници. И како последно, но не и помалку важно, сакам со вас да ја споделам честа што сум прва председателка на Советот на општина Неготино. Секако тоа е моја лична чест и задоволство, но од друга страна истото представува голем исчекор во унапредување на демократските вредности, исчекор во унапредување на родовата еднаквост во општина Неготино и голем исчекор во политичкото дејствување на локално ниво. Убедена сум дека сите заеднички ќе го направиме Неготино подобро место за живење, на општо задоволство и гордост на секој еден член на заедницата. И за крај, Неготино, честит 8 ноември и честит Митровден на сите православни христијани. Ви благодарам. И благодариме на председателката Јаневска за излагањето, а драги сограѓани, почитувани гости, го поканувам градоначалникот на општина Неготино, господинот Горан Стојанов, да ви се обрати со пригоден говор по повод денот на ослободувањето на Неготино 8 ноември. Повелете, градоначалник. Почитувани дами и господа, присутни на денешната свечена седница, советници во Советот на општината, гости од земјава, носители на јавни функции и други присутни. Дозволете ми на почетокот да ви посекам срдечно добре дојде на овој настан со кој го одбележуваме денот на ослободувањето на Неготино. На овој ден, кога го славиме денот на ослободувањето од фашистичкиот окупатор и 77 години слободно Неготино, се поклонивме пред бистите на паднатите борци и им дадовме почит за нивното херојство и нивната жртва за тоа што го дадоа за слободата на својот град. Останува нашата заложба и во иднина да се грижиме за почитта кон нив, но и да им ставиме аманет на следните генерации да го чествуваат овој голем ден кој е во чест на сите кои го положија животите за слободата на Неготино. Искуствата од претходните години покажуваат дека свечената седница е моментот кога се сумираат и презентираат реализираните проекти и активности на градоначалникот, Советот на општината и локалната самоуправа во периодот помеѓу двата празника. Меѓутоа, ова е еден специфичен момент, бидејќи јас како градоначалник функцијата ја презвел пред само 10 денови. Општинскиот совет се конституираше, избра председател и ги формираше постојните комисии малку подоцна, така што делот од седницата наменет за презентација на реализираните проекти ќе изостане, но здравје до година, на овој ден, верувам и убеден сум дека ќе имаме аудио-видео презентација со завиден број на реализирани проекти и активности.
Почитувани, јас сум еден од вас и сакав да ме перцепирате како ваш човек во системот кој е подготвен заедно со граѓаните да ги менува работите на подобро. Прв меѓу еднаквите, отворен за соработка со сите кои мислат добро на општината и ви уверувам дека така ќе останам до последниот ден од мојот 4-годишен мандат. По природа сум реалист и токму затоа пред гласачите настапив со програма со реално остварливи проекти за решавање на реалните проблеми на граѓаните. На чинот на конституирањето на Советот на општина истакнав, еве и уште еднаш ќе повторам, изборите за градоначалник и советници завршија. И сега пред нас е период од 4 години кога искажаните ветувања и проекти во предизборието час поскоро треба да почнеме да ги преточуваме во дела, во интерес на сите граѓани на општина Неготино и да бидеме сплотени во остварувањето на декларираните вербални заложби, дека ќе бидеме сплотени кога е во прашање остварувањето на ветувањата, дека Неготино и населените места ги направиме поубави и попристојни места за живење. Од сите нас зависи каква иднина ќе градиме и во каква општина ќе живееме. Во оваа прилика би ги презентирал трите проекти планирани за реализација во првите 100 дена. Тоа ќе биде старт на проектот Моја патрола, преку кој вработени во општината ќе бидат секојдневно на терен и во непосреден контакт со граѓаните на општина Неготино. Ќе ги евидентираат проблемите со кои тие се соочуваат и ги доставуваат до надлежните служби со единствена цел за решавање на проблемите во најбрз временски рок. Доделување на ваучери во висина од 7.000 денари за секој новороденче во општината. Спроведување на проект за стимулација за потенцијални инвеститори кои ќе решат да инвестираат во општина Неготино и преку намалување на комуналиите и ослободување од даноци за фирмите кои ќе отворат нови работни места. Последниве два проекти се од исклучено значење во остварување на нашите заложби за создадење услови за задржување на младите и нивните семејства во општина Неготино, бидејќи сведоци сме дека во последните неколку години голем број млади луѓе се иселија во потрага по подобра иднина. Токму затоа, локалниот економски развој представува моја одговорност на локалната самоуправа, а тоа значи постојана работа во насока на економско закрепнување и зајакнување на општината со цел подобрување на квалитетот на живот на граѓаните преку отварање на нови работни места. Исто така, исклучително внимание ќе посветиме на урбанизам и животната средина преку донесување на нов урбанистички план за населените места во општина Неготино, транспорт за подобрување на патната инфраструктура, изградба на катна гаража, вложување во образованието, како и во вложување во иднината на нашите деца. Паралелно, предвидени се голем број проекти од областа на социјалната заштита и превенција, поддршка на клубовите за стари лица и пензионери. Имајќи предвид дека во нашата општина речиси да нема семејства кои професионално или како дополнителна дејност се занимаваат со земјоделие, имаме подготвени проекти и за оваа категорија граѓани, а нема да изостанат ниту проекти во делот на здравството. Имаме проекти за развој на спортот и за младите, за развој на туризмот и искористување на одличната местоположба на нашата општина. Ќе вложуваме и во културата, а ќе ја негуваме постојаната и ќе создаваме услови за нова меѓународна соработка. Од оваа место, јавно ветувам дека во периодот од мојот мандат ќе работам честно, транспарентно и одговорно. Ќе ги искористам сите постоечки форми за навремено и точно информирање на населението за моите активности на локалната самоуправа и нема да дозволам непродуктивно трошење на општинските финански средства со цел да си го зачувам с чистиот образ и достоинство и по завршувањето на вршењето на функцијата градоначалник. За крај, дозволете на сите вас присутни и сите граѓани на општина Неготино да им го честитам празникот 8 ноември, денот на ослободувањето на градот, со желби уште долги години да го славиме истиот, а на сите православни христијани им го честитам денешкиот верски празник Миторден. Ви благодарам. Во делото кој следува од денешната свечена седница, ќе ги прогласиме и ќе ги доделиме наградите на носителите на наградата 8 ноември и годинашниве 8 ноемвриски признанија. Затоа ја повикувам председателката на Советот на општина Неготино, госпоđа Роза Јаневска, да ги прогласи, а градоначалникот на општина Неготино, господинот Горан Стојанов, да ги додели наградите и признанијата. Врз основа на член 79, став 1, точка 50 од статутот на општина Неготино,
Член 4 и 6 од одлуката за востанувањето на општински награди и признанија, на седницата на Советот на општина Неготино, одржана на 1 ноември, беше донесена одлука за доделување на следниве осмоноемвриски признанија. Се доделува признание на 8 ноември од областа на спортот на Габриела Зафирова. Признание 8 ноември се доделува на Горан Трајков во областа на културата. Признание 8 ноември е доделено на Блажо Лазовски во областа на образованието. Бидејќи господинот Блажо Лазовски не е присутен денес, го повикувам членот од неговото семејство да го подигне признанието. Честитки до членот. Признание 8 ноември се доделува на Стојче Наков во областа на науката. И Стојче Наков денес не е овде меѓу нас, но член од неговото семејство ќе го подигне признанието. Се доделува признание 8 ноември на Илија Ѓоргиев во областа на рекреативниот спорт. Го повикувам господинот Илија Ѓоргиев да го прими признанието. Посебно признание 8 ноември се доделува на Јавната здравствена установа Здравствен дом Неготино за справување со корона кризата во општина Неготино. Го повикувам представникот на Здравствен дом да го прими признанието. Признанијата се доделуваат за остварени резултати во областа на науката, спортот, образованието помеѓу двата празника 8 ноември и нивниот придонес во развојот и афирмацијата на општина Неготино. Врз основа на член 79 став 1 точка 50 од статутот на општина Неготино и член 3 и 6 од одлуката за востанување на општинските награди и признанија, на 1 ноември оваа година Советот на општина Неготино на седницата одржана ја донесе следнава одлука за осмоноемвриска награда за 2021 година. Наградата се доделува на територијалната противпожарна единица Неготино. Го повикувам членот од противпожарната единица да ја прими наградата. Наградата 8 ноември се доделува за особени заслуги за заштита на цивилното население во огромните пожари кои ја зафатија државата во месеците јули и август. Честитки.